Еве ме пак, од кога сега веќе си ја отворив душата пред сите вас. Мислам дека конечно тие емотивните видеа може да ги проскокнуваме. Ќе има и по некоја таква од време на време, но денеска темата ќе биде малку различна. Добивам многу пораки од луѓе кои што се зависници и бараат совет, и од родители или пријатели на зависници кои што исто така бараат совет од мене. Знаете како, јас немам формула. Значи јас не можам да давам совети затоа што можам само да го споделам своето искуство, да видиме тој некој друг кој што е зависен од кој што има зависност од алкохол, дали има некакви сличности со мене, па можеби некако да се најдеме во некоја средина да го споделам моето искуство кое што него ќе му ги донесе одговорите. Но јас немам одговори, јас и се уште и за себе немам одговори затоа што имам напоменато дека ова е секојдневна борба, значи алкохоличарите не е тоа болест која имате настинка, па сега кога ќе ви помине и готово веќе ја немате настинката. Значи ова е секој момент може да се направи кикс. Се надевам дека тој кикс кој што јас ги имам, значи јас ги имам тие киксови, но мојата свесност за овој проблем ме враќа назад многу брзо. Значи едноставно ден, два, да речеме 3, и тоа од тие 3 дена мене 2 ми се во спиење во таа депресија која што цело време ја зборувам. Инаку се враќам брзо во колосек. Што е, јас сум многу задоволна од себе, од напредокот. Верувам дека еден ден ќе бидам од оние леле, еве сега 15 години капка немам стајано. Сега не сум таму. Имам испади, но најважно е кај сите, еве, слушајте и вие и едните и другите, значи и вие кои што сте зависници, и вие кои што имате некој зависник во близина. Најважно е првиот чекор, и сте го читале тоа и сте го гледале по многу филмови, значи јас не ги измислувам овие работи, не измислив топла вода, само ве потсеќам дека е да бидат свесни за проблемот. Се додека тие си мислат дека немам јас проблем, не сум алкохоличар, знаете, наоѓаат некои иако длабоко во себе знаат дека може би имаат некој проблем, меѓутоа они мислат дека ова е, ајде, нема врска, не е толку страшно. Јас, например, пред да сватам дека имам проблем, секогаш барав да се споредувам со некој што е бетер од мене. Значи, како да барав оправдување и си барав како дозвола сама на себе да си дадам, кога можам да пијам, зошто па види овој, за да добие цироза, уште колку треба јас да имам за пиење и уште колку години треба да пијам, демек можам ја да си пијам сега, нема проблем. И верувам дека и сите тие исто така размислуваат. Гледаат, се споредуваат со некој веќе кој што е понапреден од нив и си даваат шанса, демек можам ја уште 2-3 години да издржам, па после ќе прекинам, после нема да пијам и ја можам да прекинам во секое време. Не можете да прекинете во секое време, затоа што таа физичка зависност која што ќе ви се јави, точно да, ќе помине, нели? 1, 2, 3 недели едноставно ќе се стабилизирате. Меѓутоа, психичката зависност е таа од која што највише ќе патиме цел живот. Затоа што дури во интервјуто на Женски магазин, не знам дали го прочитавте, јас кажувам, мене проблемот со откажувањето не ми беше тоа да ќе се откажам, него како јас ќе живеам сега, како ќе искачам јас и да не пијам, да ми се смеат, или мора да се пие, мислам и ние сме такво едно општество, мора да се седне у кафана, ајде ве заживели по сите по една чашка, по една, барем по една, како да не, една и готово, толку ми е мене. И уствари да, мојот проблем е тој, јас еве можам да издржам, како што сум кажала, 3-4 месеци, 3-4 недели, па 3-4 месеци, и после тоа една чашка и нема стоп. Значи не можам да готово. Значи ти се отвара дизна едноставно и јас додека не стигнам во фаза каде што веќе ништо не се сеќавам и се претварам во некој баш како обседнат човек, како некој друг, како да ти влага некој друг и ти го контролира телото. Правиш работи од кои што буквално се срамиш, дури некогаш е поубаво да не ги памтиш. И додека не се онесвестам,
и да се разбудам утре ден така што се десило и да видам тука некој хаос, дали сум јадела, дали ми паѓало сраматилаци, бруки. Тоа беше мојот проблем. Мислам, тоа е инаку никогаш не сум била као секој ден сега јас да пием од сабајле до вечер, а тие што пиете од сабајле до вечер, веќе дефинитивно имате многу поголем проблем од мојот. Мислам да се разбереме. Чим вас, ако почнете да се тресете, ако ви се потечени стопалата, тоа значи дека вас црниот дроб не ви функционира како што треба и затоа телото ви се полни ведуе, значи и стомак, и стопала, и цели сте подуени, нели, и прстите ни се подуваат, фацата ни се дуе со протеинска вода, затоа што црниот дроб не ни функционира. Ако ги имате овие симптоми или па жолти да ви се белките на очите, тоа се дефинитивно знаци на барем минимум прв стадиум на цироза. И не може да си ги криете тие, да го негирате тоа. Мислам, ако сами не сакате да си помогнете, никој нема да ви помогне. А порака кон тие кои што сакаат да им помогнат на другите. Знаете што? Со сила никого не можете да натерате да се лекува. И со сила да го однесете во било која институција да може да се лечи, тој ако не сака, едва ќе чека да излезе од таму за пак да се напие. Ако го нема тој мајндсет, ако не си го наштимувал мозокот дека сака да престане да пие, него мозокот цело време ќе му вика леле ајде нека заврши ова, само да продолжам да излезам од тука, ме оставија, сега да излезам да продолжам да пијам. Така да, тоа е нешто што не можете со сила да го направите. Воедно, колку повеќе ги притискате да се откажат од алкохол, толку повеќе тие ќе почнат да ве лажат, да се кријат од вас, да ви избегнуваат, едноставно ќе ви се нарушат односите, мислам полека, но сигурно ќе исчезнат од вашите животи, затоа што ги притискате и им кажувате што да прават, они не сакаат тоа да го прават, сакаат да си пијат и сакаат да си живеат така како што си живеат. Тоа е едниот начин на разидување на блиски. Вториот начин е обратната ситуација. Кога нашите блиски едноставно се изморени веќе од нас, не притискале, ние сме си терале по наше и едноставно они дигнале раца од нас, првично затоа што на почеток, кога ќе видат дека ги лажеме, ете не пијам, ајде од утре не пијам дрнјалиња, а ќе видат дека пак пиеме, прво ја губат довербата во нас. Значи веќе не ни веруваат, џабе име, жими се, жими мајка, жими она, не ни веруваат. После тоа почнуваат и да се плашат од нас, затоа што голем дел од нас стануваат и агресивни. Значи, што повеќе навлегува, што подолго навлегува алкохолот во вашиот организам, сакале или не, станувате агресивни, ве дразни, значи едноставно физички тоа хормонално ве дразни, сте понервозни, поизбувливи и потоа едноставно исчезнуваат од вашиот живот. Кога ќе видат дека вие се трудите и сакате и барате помош и работите на себе, полека, но сигурно ќе почне да им се враќа довербата во вас, ќе бидат малку и горди. После тоа ќе почнат со мала комуникација и на крај, кога веќе вие ќе стигнете до некој стадиум каде што навистина сте постигнале повеќе од очекуваното и за себе пред се враќа конекцијата која што некогаш сте ја имале. Значи, како што кажав, јас немам формула, немам совет, немам. Секој е различно. Секој е различен. Имам и неколку приказни, еве, например, еден дечко кој што, мислам дека ми кажа 17 години веќе не пие, значи не е дечко веќе, него чичко, се шалам, не е ни чичко, меѓутоа 17 години не пие, иако бил долгогодишен алкохоличар, само затоа што ја удрил мајка му. И тоа него му било фајронт. Значи, од утре дента веќе не ставил капка алкохол. Во оној кликот што го зборувам исто така во интервјуто на женски магазин. Значи, на секој му се јавува клик. Кај него тоа бил кликот. Кај некој друг е друго. Значи, не можеме ние сите сега, ајде
ги лечиме сите алкохоличари на исти начин. Не можеме. И сите кои што имате проблем со алкохолот, земете малце, истражувајте, или јас сум тука за разговор, јас сум тука за да ги споделувам своите лични искуства. Навистина немам решение како можете вие да престанете да пиете. Видете што ви значи во животот. Давајте си што повеќе обврски, мислам, барем кај мене тоа упали. Видете каде сакате да видите во животот. Дали сакате за 3 години да видите некој зомбија и да личите како подвижна реклама за како се вика, кампања против алкохол, или сакате да живеете здраво и да едноставно да бидат среќни и исполнети, затоа што кога не пиете алкохол, навистина ме гледате и мене од бајле ќе станам, друга сум. Кога ќе станеш мамурен, едноставно ти сиде да се обесиш, мислам, не сакаш да постоиш. Тоа е факт. И тоа ми дава мене инспирација. Најдете си инспирација, морате да си најдете инспирација. Гледајте што повеќе, учете. Гледајте туги искуства, има толку многу видеа на англиски. Јас имам и една апликација, исто така ќе ви ја пишам, I'm Sober се вика, значи, и таа исто така мене многу ми помогна, затоа што секогаш читав искуства и си викам, леле, ова е страшно, до кој стадиум јас можам да стигнам вака, значи ако продолжам. Значи кај мене оние полошите случаи има еден ефект подоцна малку. На почетокот си се тешев, имам уште фора, а веќе кога почнав да се освестувам, има обратен ефект кај мене. Значи, вау, ја можам да стигнам и до овде, што е страшно, мислам, не знаете какви искуства туи сум читала, дури на филмови ги немам гледано. Тоа, читајте, гледајте, мора да сами да се изборите и да си кажете доста е. Затоа што нема лек за ова. Значи, ние сите кога некој ќе фати раке, двај чекаме да најдеме лек, да има лек, да се израдуваме, а ние, лекот е кај нас и не го употребуваме, не го користиме. Тоа не знам што да кажам друго. Имав и се уште имам идеја да можеби, бидејќи знам дека кај нас ништо не функционира. Значи, кај нас зависноста не се третира буквално како болест. Не се третира како болест и затоа нема институции, ќе те пикнат у бардовци или ќе ти дадат лекови за зависности и со тие лекови ќе станеш зависен од лековите, значи една зависност ја лечат со друга зависност. Што ми беше муабетот? Сакав да направам една група, 2 групи. Една за зависници, значи дали еднаш неделно да се има некој анонимен Zoom повик, каде што секој би си споделувал своји искуства и само така би можеле да си помогнеме. Секој со своето искуство, да чуе туѓо искуство и со разговори, со поддршка и со разбирање, само така може да си помогнеме. Мислам дека ова е супер и затоа и постојат тие AA meetings во Америка и секаде низ светот, само кај нас ги нема, може ги има, ама јас не знам, не сум запознаена. И една група за родителите кои што исто така има, кои што или не мора родители, партнери, блиски, кои што имаат некој зависник. И тие разговори мислам дека многу ќе помогнат и за едните и за другите. Па макар и не мора да сте да сте во фаза на откажување од алкохол, може се уште да сте во фаза на се уште да пиете, ама мислам дека ова е некој убав чекор напред за да си сватите дека имате проблем. Затоа што не е ова мал проблем, од овој проблем се умира. Буквално се умира. Прво ги растурате сите семејства, повредувате многу луѓе, уништувате многу луѓе, имате празнина во душата, ја пополнувате со нешто што ви носи уште поголема празнина. И што живот е тоа? Барем да сте само вие. Ако сте само вие, отидете си таму на пуст остров и пиете си и никој нема да ве гледа.
Знам дека родителите се уморни од нас, а ние сме уморни од себе. Па ете да престанеме да бидеме уморни. Стварно има убави работи во животот кои што треба да се прават и може да се направат. Помагајте, тоа многу помага. Кога ќе направиш некој среќен, одма среќата и вас ќе ве направи среќни и сите тие адреналински моменти уствари може да го заменат оној алкохолски адреналин. Толку за денеска, ја ќе кажам пак, тука сум, ако ми успее оваа идеја со правењето на групи, ќе ве известам како што. Ако има заинтересирани, нека ми пишат за да видиме што, колку, дали воопшто има интерес за такви некои групи, анонимни, пак ја кажам, знам дека сите се срамат искрено. Еве, ме прашуваат зашто реши да јавно да зборуваш, нели ти е срам, нели ово, не ми е срам, зашто да ми е срам? Јас сум горда на себе, јас сум горда на тоа што одам напред и што сакам да помогнам на други. Не ми е срам. Еве, нека бидам првата, мислам дека и никој не зборувал толку јавно. Јас знам ни што сум поминала и можеби барем на еден да му ги отворам очите, ќе бидам многу среќна. Ангела, мајка Тереза, глупости. Ајде, се гледаме. Многу далеку ова.